Повторно се собравте пред собранието на Република Македонија, не интересира поводот, го знаеме кој е, повторно мала одзваност од страна на народот, ваши впечатоци вака првични? Бројката присутна на народот овде не ја одразува вистинската волја на македонскиот народ, затоа што и во внатрешноста и секада и овде во Скопје има многу народ кој што многу народ. 80%, 90% од македонскиот народ не се сложува со ваквиот пристап на работа, со ваквиот начин на работење. И јас како председател на Македониумот можам да ви кажам следното, бидејќи првиот пат кога го донесува законот, ние го оспоривме законот пред Уставен суд. Одговорот од Уставен суд беше дека уствари тоа беше пред да го донесат законот, уште кога беше во поставка, ние поднесовме представка до Уставен суд и без оглед на тоа што се случи со непотпишувањето на законот од страна на Иванов, доколку повторно се изгласа, ние ќе почекаме, значи, официјално законот да стапи на сила со објава во Службен весник и истиот момент повторно законот ќе биде оспорен пред Уставен суд заради косење со членот 7 од Уставот на Република Македонија. Што содржи законот? Дали може на кратко да ни го објасните целиот закон? Знаете што, јас и порано... Имате ли прочитано предлог закон? Имам, апсолутно имам. Меѓутоа, она што мене ме вака провоцира е фактот дека во Македонија ниту една од политичките партии не сака попис. Од 2002 година нема направено попис. И сега, законот, па за законот ви зборам. Кој тоа тврди дека албанците се 20%, да кажеме, во одредена општина или во Македонија комплетно. Затоа што законот се однесува на цела територија на Република Македонија, имаме проблем, сериозен проблем и она што представува вака впечатливо како факт е тоа што се закануваат со казни заради непознавање на албанскиот јазик од страна на македонскиот народ. Значи јас многу пати имам кажано, ова е држава на македонскиот народ. И државен јазик е македонскиот јазик. Значи, ова што се случува, не само законот за јазици, него и другите закони кои што се носат, се практично спроведување на албанската платформа, тиранската платформа, која што беше прогласена во Тирана под покровителство на Еди Рама. И сега не држи. Значи противуставно е. Членот 7. Добро, освен членот 7, кои членови во самиот закон се спорни членови? Пак ќе го поставам истото прашање. Значи, вака да ви кажам, не може вие во Гевгелија да барате некој да зборува албански кога нема ниту еден албанец. Не може да барате истото во Струмица. Како тоа ќе го спроведете? Каде го пишува тоа? Го пишува ли во закон? Да. Значи Македонија е држава на македонскиот народ, тоа би го кажав. И согласно светските стандарди и нормативи за малцински права се има докаде тоа може да се оди. Она што сакам јас да ви го кажам, ова што се прави од оваа власт е комплетно противзаконско како поставка и не може македонскиот народ да биде ставен во подредена позиција само заради тоа што некој решил да ги распродава националните и државните интереси на Македонија и на македонскиот народ. Истото се случува и со договорот со Бугарија, и слушајте ме, истото се случува и со преговорите за името. Значи Македонија во овој момент се наоѓа во историски моменти. Јас во овој момент, вие сте сепак телевизија со албански признак, јавно повикувам, дозволете, ние сме телевизија. Концесија, ама вие сте ТВ. Прво јас доаѓам од Маквакс и од А1, најпрво, најверојатно знаете за кого давате изјави. Ние немаме ниту концесија, ниту ништо. Повторно ќе го поставам истото прашање по трет пат. Кои се спорните членови од законот, кои вие ги спорите? Комплетно целиот закон е спорен. Комплетно целиот закон. Прочитајте го Уставот, членот 7 и останатите закони ќе видите што се случува во Македонија. Значи комплетно целиот закон.
како постапка не е меродавен. Не може македонските интереси се стават под домицилниот народ да зборува странски јазик и да инсистирате на тој да се заканувате со казни. Никој не бара, никој не пишува казни, никој не... власт. Како не? Во кој член го пишува? Власт преку нивните представници неколку пати се закануваат со казни. Последен Бујар Османи го изјави завчера. Какви казни? Зашто следат казни? Казни од 5000 евра за непознавање или непрактикување на албанскиот јазик некаде каде што има потреба во државна институција. Сигурен ли сте во ова? Дали го прочитавте во закон? Проверете, не во законот. Изјава на Бујар Османи ова. Ама од изјава до официјално решение за предлог, односно закон, знаете дека има разлика. И тоа носи проблем не само во државниот систем и апаратура, него секаде. Што мислите вие за фактот дека кај нас, да кажеме, еве во Валандово, во Струмица, се поставуваат табли на кои што има испишано населени места со албански топоним? Ова не е од сега, ова колку што јас знам и од порано постоеле топонимите, исто како што постоеле и надписите. Во суштина, до кога ќе останете на улицата? Се додека во Македонија не се воспостави народна власт. Власт која што ќе работи во интерес на Македонија и на македонските национални и државни интереси.